Може уживате на Македонија. Еве на Лакови езер од Солунина. Одиме да прочитаме. Здраво живо уживатели во Македонија. Еве не на масивот Мокра, на најголемиот планински масив во Македонија со книгата Материјали по изучувањето на Македонија од Ѓорче Петров, да почитаме нешто за Салаковските езера. Што запишал Ѓорче? Вели, на Скопските планини има две мали, но длабоки езера, кои што се наоѓаат едно до друго на планината Црн врв. Со заедничко име ги викаат езерињата. На топографските карти ќе видите дека ова место се вика Езериње. Едното е големо, а другото мало езеро. Малото зафаќа место колку едно гумно, а големото е два пати поголемо од него. Но на што е побитно и поинтересно што запишал Ѓорче е следново. Вели, едно од најобичаените суеверија кај нас е она за стопаните. Секоја куќа, здание или езера имаат свои стопани кои го чуваат зданието. Така вели, споменатите езера исто така си имаат свој стопан. Тој е еден силен звер, како што прилега на такви големи творби како што се овие езера. Големото езеро, меѓу водата се издигнува брегот. Тука често се јавува зверот или стопанот на езерото за да види бел свет. Штом види некој човек, тој се фрла во водата толку силно што целата вода се заматува од него. Овчарите од околните планини си ги капат во езерото овците и јагнињата. Кога ќе се соберат блиску до водата, ги втеруваат внатре, а по нив овците сами влегуваат. Пред да поминат низ езерото еднаш два пати, овчарите фрлаат во водата пари и стрелаат со пушки, за да покажат својата почит кон господарот на езерата. Се надеваме дека ќе имаме можност да го видиме тој силен звер, стопанот на езерото. Уживајте во Македонија! Уживајте во Македонија!